Вези, моме, не вези, мртов ти е късмето. Чита Александар Станојков. Се созборувале неколку девојчиња на Тримир да одат на Коприви. Тргнале по планина, овде онде низ планината, и не могле да најдат Коприви, чунќи уште било рано. Одејќи понагоре во планината, евети еден сарај со портата отворена, и кога надзре во портата, девојчето што му пееше едно пиле секое утро, вези, моме, не вези, мртов ти е късмето, видела едно чудо коприи и влегла да собери побрго таа друзите. Едно влегла и се затворила портата. Бре, тргај да се отвори портата таа, бре, друзите девојчиња, арно ама, портата не се отварала. Сестро, ти остана што остана во овие сараи, само види ни сите ода и што има и што нема, му рекле девојчињата друзи. Кога се качила на сараите, видела 40 одаи и прошетувајќи им се низ сите одаи, во една одаја нашла едно момче умрено и на главата му горело кандило. Му кажала на друзите девојчиња, оти нашла умрено момче. Седи, сестро, и варди го умреното момче, чунки така ти пееше пилето. Така му рекле и си отишле друзите девојчиња по планината да си бараат коприви. Си седнала чупата над главата од умреното момче да го варди и го вардила 38 дни без да заспие и е се преспала. Чула кај врви еден човек со една чупа. Видувајќи ја чупата што ја носеше човеко, викнала од озгора на човеко: Море, стрико, што ти е таа чупа, дали ти е ќерка или друго нешто? Измеќерка ми е чупо и ја носам да ја продавам, е рекол. Кога чула тој збор чупата, му ја посакала измеќарката да му ја купи и си уидисале со пазаро, да пуштила парите една ортома и ја кренала горе, та ја клала над главата од умреното момче, за да поврди за таа да поспие. За нека сметна чупата, станало момчето од кај што беше умрено и рекло: кој ми седеше над главата да ми биди жена и кој ми е кај нозете да ми биди измеќарка. Се сторило измеќарката за жена и таа што го вардила толкова ноќи ја сторило за измеќарка. Таа сирота не му кажувала, оти не пеало пилето: вези, чупе, не вези, умрен ти е късмето. По некое време се сторило нијет момчето да оди на аџилак и ја прашувал невестата си што да ја купи од аџилак. Му нарачала што е требало на измеќарката и ја прашала момчето чупата што бакшиш нозе од аџилак да ја донесе. Таа му нарачала да ја донесе еден ибрик, еден леен и едно рушко ноже. Слушај вамо, господаре, му рекла, а ако не ми земи што ти нарачав, да знаеш оти морето ќе ти замрзни и не ќе можеш да си доидиш. Тргнало и отишло момчето на аџилак. И на идење си купил секакви бакшиши за жената му, а пак за ибрик и леен заборел. И кога влегол в море, беше замрзнало морето и тој беше се сетил за ибрик и леен што не купил. Јас знам себо, пријателе, му рекол момчето на ѓемиџијата, што замрзна морето. И се вратило, та купило и си влегло в ѓемијата, си дошло дома и му дало бакшишо на жената си и на чупата. Давајќи му ибрико леено и рушкото ноже на чупата, се скрил кај нејзината одаја да види што ќе прави. Си го клала ибрико на земи и до ибрико рушкото ноже, а по до ножето леено, и почнала да му зборува на ибрико и на леено. Слушај, брате Ибрик, и ти, сестро Леен, јас нешто ќе ви кажам. Јас дојдов да берам коприи со овие дворои и ми се затвори в портата, да се качив горе на сараиве и најдов едно момче умрено. Го вардив 38 дни и видов една измеќерка што ја носеше еден човек, ја купив да ми се најди, за да ме одмени, ѓо да поспијам и едно заспав кај нозете од момчето, тој се разбуди и мене ме стори измеќерка, а измеќарката господарка. Јас сега сакам да се заколам со ова ноже. Вие што велите? Да се заколам, али да не се колам.
Ако го најдувате за мунасип, удрите се едно од друго, а ако не, не удирајте се. На часо беа судриле леено и уибрико, и колку да тргни со ножето да се заколи, и ја ватил раката момчето и не ја оставил да се заколи. Ами, која била таква работа, е рекло, заошто не си кажало му Ридушко да ти имам тебе за невеста? На часо ја слекол измеќарката и ја облекол неа, та ја однесол црква и ја венчал и ја сторил господарка. Ете, како што велат стари, што ти нарекле, тоа ќе те најдит.